dobro i во зло. На ова наше древно тло една желба имаме, Насмејани да бидеме, Зрадена или сто на човек му е попусто. во ова време матно само смењето е бесплатно. Ајде луѓе дојдете, овде да се дружиме, во овој циркус народен, смешен и разоноден. Победете на представа, без смејане ве остава, со хумор без иронија, во стендап Македонија. Во добро и во зло, На ова наше древно тло една желба имаме, насмејани да бидеме, за денар или 100. на човек му е попусто. Во ова време матно само смењето е бесплатно. Ајде луѓе дојдете, овде да се дружиме, во овој циркус народен, смешен и разоноден. Победете на представа, без смејане ве остава, со хумор без иронија, во стендап Македонија. Овој циркус народен, смешен и разоноден. Победете на представа, без смејане ве остава, со хумор без иронија, во стендап Македонија. Во стендап Македонија. За прв пат во стендап Македонија, првата дама на македонскиот стендап. Дами и господа, Весна Бејби Петрушевска. Проблем на почеток. Скопски педар, кај ти дава микрофон. Уствари Охридски беше ова. Они се посебни. Ова скопскиве педари примаат, ама Охридскиве даваат. Добро вечер на сите, многу ми е драго што конечно дозволи една жена да дојде на оваа сцена и да умре машки заедно со сите вас. Секогаш мораш се сама да си направиш како жена во ова наше општество, сама да се наместиш, сама да се одместиш, сама да се рашириш, сама да испушиш и сама да си свршиш. Да. Моето име е Весна Петрушевска, мајка на 2 малолетни деца и 2 кучиња, свежо разведена. Во животот се направив, освен што не снимив порнофилм. Ќе морам да го снимам скоро, затоа што сите ме претрка од регионов. Па Сузана Манчич има 2. Мислам, стварно нема. Нека фолкерка имала сега исто. Значи не бива. Да не правиме муабет за Северина со јахта. Работата е дека немам јахта, ама ќе најдам. Може да ме ниша некој, 20 да ме љулјаат од страна, третиот нека брка работа. Важно да завршам работа. Денеска, не знам зошто, правев некој ресерч.
втори ден на педерите. Абе, ебете си мајката, бе. Сите педери се тука во оваа сала, добар ден, и се викаат скопски педери. Знаете ли зошто? Значи, во Македонија, тоест во Скопје, поточно во вечерва во универзална сала, ве молам, драги мои жени, дигнете два прста, свртете се на вашата десна и вашата лева страна и кажете си во себе колку пати на вашиот дечко, сопруг, љубовник, што да сте му кажале скопски педер, пиздати мати. Од тој аспект ние имаме мноштво на педери тука вечерва присутни и јас пријатно ги поздравувам. Имате многу муабети за тоа зошто мажот е педер. Знаете како? А јави се, молим те. Молим те да се јавиш. И кажи дека мене ме слушаш, иако не сакаш баш многу мене да ме слушаш. И да ја поздравам дамата која што постојано се смее цела вечер. По дома не и дава да се смее. Дошла жена универзална да се смее. Сите... Епа да, до овде ќе се соблакам, не можам кова младинава да се соблечам ова цело, ќе се, многу ќе ви падне лошо за толку пари, не можам цела да се соблекувам, можам до некаде, не можам целосно. Значи да се вратам на темата педери. Педер ви е секој оној, кој што, зборувам нели во Македонија, кој што оди без список да пазари во Веро. Педер ви е секој оној кој што ќе научи математика за 7 деление за својот син. Педер ви е секој оној кој што кога ќе види згодна женска, на жената нема да каже и види каква е, туку жената кога ќе го праша, таа ќе му рече, тој ќе рече, извини душо, не ја видов. А ја видела? Не, душо, не ја видов. Педер ви е секој оној кој се јавува уредно на својата мајка за нејзиниот роден ден и кој што не урла после на својата жена, те мори курво, една требаше да ме подсетиш дека треба да се јавам на мама. Педер ви е секој оној кој што дома седи пред телевизор и уредно гледа фудбал, а не како сите останати скопски педерчиња кои што знаете ли како гледаат скопските педери фудбал? Или секоја утакмица на секој 5 минути ги нудат своите јајца на фудбалската утакмица. Пуши ми го! Еј, јас сум дома, бе, душо, дај, не е проблем, ќе ти учинам да не се нервираш, не е никаков проблем. Јас сум дома, тука сум. Педер ви е секој оној кој му се дига кога вас ќе ви се посака. А не како ние скопските педери, дај ми мори сега, мора да треба. Да ми дадеш одма да ми дадеш. Педери ви се сите оние кои што уредно ќе дојдат, ќе ви сварат кафе, ќе ви донесат цвеќе. Многу сакам педери што ми носат цвеќе. Најмногу ги сакам. Вие слушате дека мажите ќутат? Не се смеат? Затоа е женски стендап, драги мои. Ние жените секогаш умираме машки. Ама секогаш. Требало да се исчисти, умри, пукни, цркни. Требало да се роди дете, умри, пукни, цркни, тоа ти е работа. Треба да дадеш кога не ти се дава. Ако не му се крева, пак си ти крива, затоа што заради тебе не му се крева. И после имаш едно прашање, Виагра.
И он ќе ти каже, нема проблем, јас идам да се истуширам, ти спреми се и сега ga чекаш оваа ноќ длабоко и многу, значи се спремаш, он да дојде, да кркне виаграма, ти не знаеш дека он крка виагри, не. И го чекаш и се соблекуваш. Се местиш, ги правиш сите пози кои што дотогаш не си ги направила. Него го нема 5 минути. 10 минути. Дванаесет минути. Се вртиш од позади 15 минути. Дуаља, Тарзана 20 минути. Сум! Дојди сега вам у срце мој. Хат. Што преизмече? Леле, чути, мори, чути. Сврти се позади. Добро, нема проблем, се вртиш од позади. Пак те врти од напред. Што треба да кречиме утре. Завршува работа. Не може. Ти не можеш да го задоволиш. Доаѓа моментот, наречен фелацијо, дека мора, нели, да знаеш. И ако имате проблем како мене, како јас имам мала уста, тоа ќе имате реално голем проблем. Брави, сукала, све сум пробала за вежбање. Едно време идеш по дома и вежбаш. Па мислев дека имам синуси, па заради синуси не можам... Се давев. И не знам дали знаете, има туториалс на YouTube. Си отвараш финолепо туториалс и еве сега ќе ви раскажам како изгледа часот. Прво мора да го земете примерокот во уста. Фина. После тоа мора да отворите уста. Кога тогаш. Но пусто македонче ја прво мора да мириснам. Одма знаеш што јадел. Добро. И го зимате. Те уста. Вториот момент е кога тој ќе ви ја бутне главата. И после имате цимање. Значи за цимањето мора секогаш да останете без воздух, јазикот надолу и... Очите ти се звечки толкави. И моментот кој ќе ти каже мора да ме гледаш, што да те гледам, бре, има мука, се давам. Не можам да те гледам. И на крај кој ќе те праша, ме сакаш? Иди бре, те сакам. Те гледам, те сакам. Кај имаш месте на ортопед, идеш на, одеш ортопед, не те наместат овде. Нешто да ти наместат вилица. Идеш пред огледало и вака пред... И уште кој ќе ти каже, може ја внатре, внатре, што сака, што сака, Се смеете? Па затоа ме оставиха мене. Некоја друга отишла и му пушала подобро тоа. Се трудев, не дека не се трудев. Сега ако ми се пушта некој, прво ми е услов тоа напишано, молим те без ова. Немам диплома. Не можам. Све друго ќе ти играм, ќе ти пеам, ќе ти кажам смешки, не сам мора да е смешки. Се ќе ти кажам, ама ова не. Абе мал ми е, не бе, не.
Или исто така имате проблем, нерипли, ако умирате машки, вие сакате исто да умрете како што он сака да умре тогаш во тој момент и вие сакате да умрете. Така, да си завршите работа. Ќутите. Мислам мисионерска поза. Во Македонија најпопуларна. Готов си? Добра. А ти зашто не стенкаш? Заборавив. Просто ми е неверојатно. Нели е измислил ова G-spot? Американците. 70-тите. Сега пред една година рекоа дека не важи G-spot. Нема G-spot. Па мамето ли? Сум се утепала од гледање со огледало од стола да го најдам G-spotот. Десно е, не е десно. Лево е, не е. Еве го. Нема вези. Еве го. Па ќе го учиш него. Тука. Не, десно. Не, под. Сега, тук. Ајде сега. Ајде. И он, бара. А ја? Значи, секогаш нешто им недостасува. Драги мои, ние многу сакаме сите да слушаме за геовите. Јас сум голем пријател на геј популацијата, но јас просто ги обожувам и ми се големи пријатели, но имам многу против кои што се женети, а се геови. Такви има две случки. Имав јас едни пријатели, односно познаници, кои што со девојките викаат, ајде ќе ги кречиме станот. Девојчиња, вие идете во другата соба да кречите, ние тука ќе кречиме. И кречеле. Опа. Исто така, имате милион мажи, сега не баш милион во наш убав град, но имате еден убав процент, кои што многу сакат млади дечки. Многу. И знаете ли какви се тие? Тие обично може да ги препознаете по реплика педери, пичка и материна, види какви се ненормални, ми се гади од нив. И сега ти ќе им придеш и ти им кажеш, а добро, знаеш ли како водат љубот? Знаеш? Не бе, како? Викам, сакаш да ти кажам? Да! Викам, има активни, пасивни, многу слушатели кои се сакаат, многу сакаат све одеднаш. Како бе? Викам исто како женско и машко, шо како? Како бе, како? Па викам, фино ќе седнат згора и они си бркаат работа. Кај бркаат работа? У носе, бате белја, кај бркаат работа. Се чудесно љубопитни. Многу се љубопитни. Таквите вие тргајте ги на страна, имате сензори за да ги препознаете. Инаку не знам дали знаете, на денешен ден е роден Жерар Пике. Многу убав педер е тој. И јас сакам еден таков педер покрај мене. Да. Инаку што друго да ви кажам, освен дека јас не знам зошто сте дошли 1700 души тука. Сабота, убав ден. Јас не знам ни како ме пуштија ова маживе да дојдам да настапам со нив. Инаку јас си одам, си имам свој стендап, си се така си одам и фино ми, убаво ми е, но си велам како сега со сите овие арслани, јас ќе излезам и ќе зборам. Дека нели стендапот била машка привилегија, ама немој, најдобрите стендап комедијан се жени. И затоа верувам дека и дошле мажите вечерва. Не знаејќи дека ќе зборувам за скопските педери, кои што ги има во многу голем број. Да се разбереме. Дали знаете дека сите од вас, за разлика од скопските педери како ги нарекуваат своите жени? Курви. Како? Која ќе се налутат. Сите жени се курви! Сите глумици, ТВ водителки, новинарки се курви. Ако не се курви, како ќе знаеме за нив? Сите. Курва ви е она која што има дома бејбиситерка и ги чува децата. Курва е секоја она која што оди на пазар редовно.
Курва е секоја онаа која што ги чува децата, се буди ноќу од сабајла, Педеров да не извика, ајде стани, молим те, за детето заврши работа. Курва ви е секоја онаа која што кога ќе се разведе, му бара алиментација на тој бившиот, и оваа ви е мега гига курва. За овој може да и се дере, за тебе ти се парите гачи да купуваш. Ова ви е мега гига курва. Курва ви е секоја онаа паметна која што знае да прочепка по неговата приватност, нели сите мажи кои ќе му ги чепнете телефоните, дигнете раце жени што викат: "Пушти ми го телефонот, тој е мој!" И не ви дава да дзирнете ништо. Они имале своја приватност, ние имаме наша безбедност. Оти нивните им се златни, нашите се така. За 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 употреби. Затоа, курви ви се сите оние домаќинки кои што редовно одат на родителска, перат, пеглат. Овие па ви се најопасни курви, да ви кажам право. Со нив никогаш не си на чисто, ти не можеш ништо да им најдеш. Не можеш мана да им најдеш. Курви се сите оние кои што стануваат редовно секој сабајле во 7, спремаат деца за школа, му варат кафе на Торко Торковиќ и го испраќаат. Имате... Благодарам многу за ова курва, многу е добро. Курви се сите директорки у Македонија. Па мислам, ако не се курви, како станеле да бидат директорки? А они што се директори нема везе, нели? Тога шо прават они? Негде, Курви се, па тие добри глумици што се, тие се мега гига курви. Па тие да не се курви нема да може да запамтат текст, нема да може да играат во театар, нема да може да ги викаат на интервјуа, тие ви се мега гига курви. Многу сакам вакви курви. Многу, што се паметни, што знаат се, што знаат да проценат кој е сковско педерче. Има, значи ние не знам дали знаете, има една работа, ограничени сме со време. И малце се нервирам, што мора да внимавам на време, а не внимавам да оставят жвакашти. А не внимавам затоа што, нели, обично мојот стендап трае 50 минути, но сега ќе го скратиме. Многу ви благодарам што ми дозволивте да бидам дел вечер во Домри Машки, иако во меѓувреме јас ќе се обидам да бидам иста како машките. Многу ќе се потрудам, ќе се ви ветувам дека ќе научам како се прават овие работи и ќе се обидам да ги убедам да не го прават Умри Машки на 2.2, да го прават, да речеме, на денот на курвите, еве мојот роден ден 10 март. И многу ви благодарам исто така што еве жените што ме поддржаа, мажите што си ги држаат клабасите. Оти како да ви кажам, мажите имаат еден специјален однос кон нивниот полов орган. Види го. Види го. Види го како ме гледа. Види го како ми збори, ми збори. И ти си ја гледаш еден орган кој што, како да ви кажам, имам понекогаш црвена, понекогаш модра глава. А мене секогаш ми фасцинирале мадињата. Значи имате помали маденца, имате... И сега овако, и секогаш ми било фасцинантно како тоа ова, нели, секогаш го крстат, не знам дали знаете, Стојко, Џони, Зоки, Петар, Перо, Пепи, Љупче, Бубе, Аце, Ацика, Анаконда. Кој ти ја ставам Анаконда? Ови Анакондава змиче. Абе, ти си или не си ти?
Шо ми рече? Ти си или не си ти? А, не е пораснат, не е разбуден. Сите мажи не е бил разбуден. Да те разшамарам како ќе те разбудам. Па, е! И си зборат. Ајде сега, дојди ти, леле, ше си убав. Фати го бе малце со двете рачиња. Абе, нежни, абе, кон своје дете не е толку нежно. Абе, деца има по дома, не, буди. Дајде, фати го се уше малце. Добро, не со една, со двете. И сега малце иди клати горе. И сега ќе порасне. Проблемот е шо кога ќе се напијат, не им расне. Леле, извини, пијан сум. Аха. Ама пијан сум не може. Ајде, и те малтретира. Абе, тебе овде те заболело, овде те боли, ти уште. Хата. Не може, не се стасува. Доста бе, ајде. Молим те, учини ми. Не, он пак му прави мобит. Ајде бе, срце малце, ајде бе, се разбуди се бе, зато нема смисла да се обрукаме. Да не се обрукаме. И пак, ајде бе, цизре. Ти во меѓу време се ќе совлечеш. Тази депилирана. Бразилка строго. Они кои ќе извадат. Ко да немат бридж дома опит. Абе, иди, среди се, тасна, па после да кога ќе се шеташ по куќа да не знаеш шо шета, дали мадиња или такла да се шета. Да се збудиш, особено тие со вреќите што ги шетат. Па кога ти имаш после сноше, не знаеш дали вреќата те мави или ова друго. Али ајде, дели умри машки, ние жени мора да умираме и да трпиме за убавино. Оти така требало. Ау, колку име на маживе непријатно, сите се вакви. Кога ќе излезат од овде, кога ќе посета... Абе, добри беа сите, напак, весна. Колку беше добар оне Никола. Ние двајца на голи која се соблика, па тој Сашо која излезе. Весна. Излезе шак. Треба бе не за некој да фати бре, да, бе! Шо тука не малтретира на сцена, ваков ми било, наков ми бил. Треба бре некој здраво да ја издрнда. Не може вака. И после гледаш ја другиот стендап, правам обид за пелени, за цвеќиња, за торти правење. Ја постојано да ја гледам Андријана Лачки, многу сад. Многу. Сега... Домаќинка е бре, на сите телевизиски луѓе ни одржа лекција. Сум домаќинка, сам да правам ручек. И си игра умеѓу време. Македонското момче, кика шарена. Само ќе ви кажам како лупи компири Адријана Лачки, оти ги заглавив до 12 сат колегите. Денеска ќе ви кажам една рецепт како се прават пиперки црвени. Црвените пиперки мора претходно многу убаво да ги одберете на пазарче. Кога ќе ги одберете така убаво на пазарче, убаво ќе ги ставите и многу препорачливо е да ги печете на оган. Ако неам оган, ма кај да ги печем? Јас тука со мене, затоа што ви се јавувам од центарот на едно село. Добро. Сега ќе мора да ми помогнете овие тука теткички, бабички, кои што се мои многу добри пријателки. Еве сега кога веќе ги испековме пиперките, знаете дека треба да се излупат. Како ги лупиме? Титка Радка, како ги лупиме? Ја земаме пиперката, ги влажни
ме прстињата и потоа ја влечеме пиперката надолу. Едната пиперка излубен. Ајде, тетка Радка, тетка Блакне, вие сега да излубите пиперки. И тетки бе. Да нема семчиња, затоа што баба ми кога правеше салата од црвени пиперки немаше семчиња. Не. И секога сега оваа салата ќе ја наредите во еден убав танер. Така, овие се македонски стари садови, затоа што цел живот цел свет тефлон користи, нели не канцерогени, вие канцерогени садови користи. Тоа земјината тавот и многу е здрава. Во овие убави садови земјен сад ќе земете и ќе ги наредите како војничиња. Едно црвено, друго црвено, трето црвено, четврто црвено. Мора да ставите Макдонос и мора да ставите лукче. Лукчето ситно го пропржувате во масленце и потем го сервирате. И за крај да ви ја препорачам мојата книга Македонски готвач, каде што може да се најде секаде. А за време на пауза, вие сниматели не се грижат, ќе има и за вас да пробате. Можете оваа книга да ја купите во тие книжаници и да се имате по дома, затоа што мојата баба ме научи на сите рецепти. И имате пауза, ја гледаш Андријана, врти оро. Фала многу, пријатно, живи здрави. Може и да го мразите, може и да го сакате, но сигурно му признавате дека е првиот кој сам ја наполнил оваа сала. Дами и господа, Сашо Тасовски. Поруката се лупи. Јадием, не друго. Не е некој празник денес. Не дека не видов знамења по улиците кои да знаат. А проверив по православното календарче, не сме Крстовден, не сме Митровден, не сме Духовден, не сме Великден. Шо сме си вика мајката? Да не сме Газовден? Мора да сме Газовден, зашто Цабајле ми иде како подмачкана. Да ви се представам. Се знаеме од понадвор. Бацки! Значи да ви се представам. Јас сум геј.